ќе имате можност да учествувате и да освоите еден месец бесплатно онлайн менторство. Добар ден, добри луѓе, добро дојдовте во моето ново видео. Денес го снимаме последниот тренинг за неделава. Тој е тренингот за грб, пул, каде што имаме 4 вежби за грб, една за задно рамо и 2 за бицепс. Имаме по 2 работни серии од секоја вежба. Ќе бидат снимени сите работни серии, да видите како треба да изгледа квалитетен тренинг, јак тренинг. Иако денеска претпоставувам може да биде еден од најтешките тренинзи, бидејќи сум малку ригорозно со внесување на вода и исхрана. Ќе видиме како ќе се одвива, ќе дадам се од себе. Би ве замолил да не го премотувате, туку да гледате точно од серија во серија како се посветува доволно внимание, концентрација, фокус и дека без квалитетен тренинг не може да барате резултати. Се гледаме внатре во теретана. Прва вежба тренингот типа веслање со претходно, значи за изолација со грбот немаме определувањето на точната. Имам 2 работни серии. Првата ќе се потрудам, може малку се 60 рецено. Ќе пробам со 80 кила, а на време од 8 до 10 повторувања. Ова е прва работна серија, така да не го знаеме се од себе. Тешко, не задоволен од формата, намалуваме втора работна серија, дефинитивно. Мислам дека ќе биде со 65. Втора работна серија, нешто ме зафркава микрофончето, се надевам оваа серија ќе биде се окей, или па е премногу гласна музиката во теретаната. Како што и напоменав во првата работна серија, втората намалуваме на 65, бидејќи сакам да ја задржам горе-доле формата, да биде окей. Исто ќе пробам од 8 до 10 повторувања, што се надевам на квалитетна осмица, а за до 10-ка ќе видиме како ќе се осеќам. Ќе го ставам сега микрофончето на страна, па ќе видиме како ќе биде. И подобро од очекуваното. Задоволен сум многу. Идеме на втора вежба за овој тренинг, на лат пулдаун. Втора вежба за тренингот, тоа е лат пулдаун. Идеме со иста килажа како претходната недела, односно со 90 килограми. Целта е 10 повторувања. Ќе дам максимум да извадам 10-ка со добра форма. И тоа е тоа. Идеме. Доста задоволен, ми се свиѓа. Добра контрола имав. Непланирано, ама ќе правам и втора работна серија со 90, да пробам да извадам пак 10 повторувања. Втора работна серија, како што и ви напоменав, исто правам со 90 кг, ќе правам пак 10 повторувања. Значи, што е целта при изведување на лат пулдаун? Да се фокусирате, значи со лактите
да влечете покрај тело. Не е целта што подоле да ја повлечете килажата, односно лактот да го има ова движење, да иде долу, скрос. Значи втора работна серија правиме исто со 90 кг и да имате на крај, ајде да речеме, едно до две неправилни, под наводници неправилни повторувања. Дозволиво е, затоа што сте во таа црвена зона и ви требаат тие неправилни повторувања за напредок. Така да идеме пак 10 со иста килаж. Доста задоволен. Видовте на крај како изгледа тоа последните две тие неправилни повторувања. Многу, како што напоменав, и тие се многу важни. Идеме трета вежба, тоа е chest supported row. Многу добра вежба. Ако не сте ја правеле, пробајте да ја вметнете у тренингот. И сега ќе ви покажам како треба да изгледа таму. Chest supported row. Прва работна серија и двете работни серии ќе ги правам со 32,5 кила по рака. Ќе гледам малку да убрзам, да не ја долго влекувам толку, затоа што немам батерија во телефонот. Се надевам ќе издржи цел тренинг. Така да идеме прва работна серија од 10 до 12 повторувања, исто ќе биде и втора. Искрено не знам од кај ми е силава, ама доста задоволен. Ќе ставам и помалку пауза се помеѓу двете серии и втората идам на 12. Идеме втора работна серија, како што и напомнев, ставив помалку пауза за разлика од првите две вежби и ќе пробам да направам повише од 12 повторувања. Добра 15, задоволителна. Идеме четврта вежба. Тоа е задно рамо. Прва работна серија, задно рамо, правиме со 40 кила. Целта е од 12 до 15 повторувања. Полека, контролирано, без брзање. И не е целта да бутнете што можете повише позади, значи крос позади направите стигнување, фокусирајте се да буткате во страна. Идеме. Јака 16, имав уште едно резерва, ама оставаме следна серија да бидат минимум 13. Идеме втора, последна работна серија, истата килажа, минимум 13 да бидат.
Идеме пета вежба за тренингот, тоа е трапез. Ќе правиме по 45 кг драка, ќе пробаме од 12 до 15 повторувања. Ова е прва серија. Втора работна серија, идеме минимум 12 повторувања. Малку ги кратам паузите помеѓу средите, за да ми издржи батеријата на телефонот, да успеам да го снимам цел тренинг. Прва вежба за денешниот тренинг за бицепс. Правиме со 17,5 кг по рака. Ќе пробам да направам по 10, значи 10 десна, 10 лева. Имав уште две сигурно резерва, ама оставам последната серија да идам макс. Идеме втора работна серија, последна работна серија од оваа вежба и одиме оваа максимум. Вака треба да изгледа серија до отказ. Идеме втора вежба сега за бицепс, а тоа е Spider Crawls и таму имам исто две
работни серии. Таму давам се од себе. Последна вежба за денешниот тренинг што се унесува за горен дел. Spider Curls. Идеме од 10 до 15 повторувања. Најбитно кој оваа вежба е да ја контролирате тежината. Значи да не замавнувате со лактите, рамото да не иде горе. Значи доле се фиксирани лактите и само има виткање во зглобот на лактот. Сега ќе ви покажам како треба да изгледа тоа. Серија до отказ. 15 повторувања. Ќе пробам втората серија минимум да бидат 13. Ги давам се од себе пак да бидат 15. Идеме втора работна серија, последна работна серија и последна серија за горен дел. Како што напоменав претходно, малку брзам, значи ги кратам паузите за да стигнам, имам 8% батерија, сакам да го снимам цел тренинг, па ќе се потрудам да најдам полноќ на крајот од тренингот и едно кратко резиме за последниот тренинг од оваа недела. Да кажеме отприлика како се чувствувам, како ми поминало, што ми беше најтешко и така натаму. Да не одолговлекувам, последна серија идеме, ќе пробам пак 15 повторувања. Ова беше исто максимум, задоволен, добра контрола, добра форма и добра контракција. Идеме на 2 вежби за стомак и таму имаме по 2 серии и тренингот завршува со кардио на трака 15 минути. Се гледаме на наредна вежба. Прва вежба од вкупно 2 за денешниот тренинг за стомак. Прва е leg raises, ќе правиме 2 серии по 15 повторувања. 15 минимум ќе бидат, со тоа што целта не е колку можеме да направиме максимум, туку што повеќе да го изолираме стомакот, односно стомачните мускули. Сега ќе ви покажам како треба да изгледа техниката, значи не е само да се потпрете и да мафтате со нозете, туку благо треба да се свиткате, како форма на банана, и кога ги кредате нагоре нозете треба да издишете, со тоа што ќе го ослободите, да речем, стомакот, ќе го испразните воздухот и ќе има целосна контракција на стомачните мускули. Значи фокусирано полека, целта е да извадите максимум од стомачните. Така да гледайте како треба да изгледа.
А, два еска, со тоа што има уште у резерва. Ама вадиме максимум, рековме. Целта е да извадиме максимум, односно контракција само на стомакот. Идеме последна серија и минимум 15 повторувања. Брзам, имам 5%, барем да успеам да ги снимам и последните две серии од втората вежба за стомак. Чудно ми е, се осеќам како да имам сила многу, а од друга страна мислам дека не давам се од себе. Работна серија од последната вежба за стомак. Ќе се потребам да направам две серии по 40 повторувања. Така да брзам и идеме. Добро поминав, задоволен. Уште една серија и завршуваме со тренингот. Последна работна серија, последна вежба за денешниот тренинг. Се надевам ќе издржи батеријата, имам 2%. Идеме повторно, ќе пробам 40 повторувања.
толкова за денешниот тренинг. Задоволен сум. Малку чудно чувство имам. Се чувствувам како да не дадов се од себе. Ги правев сите серии, ајде да речеме до максимум. Чувствувам многу енергија, што ми е многу чудно. За разлика од, да речеме, вчера. Ајде да не одолговлекувам, да не ми се исклучи телефонот. Значи, толку е тренингот, се одам на трака. Ќе оставам да се наполни телефонот, колку толку. Барем за да имам да го одијам видеото и да кажам некој збор два за крај. Заврши и денешниот тренинг. Време е да направиме едно кратко резиме од денешниот тренинг, а и од целиот процес што го поминав до сега. Денеска на тренинг мислам дека кажав неколку пати додека ги снимав вежбите, многу некој чудно чувство, значи осеќав енергија, значи се осеќав свеж, осеќав силен, а сепак мислам дека не дадов се од себе. Дали дека е последен тренинг и подсвесно мислам дека можев да дадам многу повеќе. И општо и целиот процес што го поминав, мислам дека јас знам дека давав 100%. Значи сите што блиски што се околу мене и што беа дел од ова што го поминував, знаеа колку се трудев и сам знам колку се вложував во ова да биде, кога ќе заврши све, сакам да речам дадов се од себе. Дадов се од себе, тоа е тоа, секогаш може подобро. Но ете така имам некој чудно чувство дека можеби можеш уште нешто да се извлече плюс. Се на се, задоволен сум како помина сето ова. Можеби ќе направам едно посебно видео за тоа што мислам дека ова што го поминав не само што многу научив, да речам практично, од типот на и со исхрана, манипулации, со тренинг и со се, многу ми помогна на многу сфери во животот, затоа што овој процес го започнав баш во еден, ајде да не речем тежок момент, каде што одлучив да се впуштам во ова и да искочам на крајот како победник. Можеби за некој не значи ништо ова сега што ќе го покажам, ама ова беше мојот спас. Една обична маска која што, ајде да речам, секојдневно ми даваше сила и мотивација не само за тренинг, туку за се у животот. Така да и врз основа на ова се базира тој спартански програм кој што го најавувам на Инстаграм. Ќе бидете известени накнадно за тоа. И тоа е тоа. Се на се, задоволен сум со денешниот тренинг, одлично испадна. Ако дојдовте до крајот на видеото, многу ви благодарам. Се надевам го изгледавте цело, односно сите серии, затоа што мислам дека во денешно време све помалку и помалку имаме нешто што ни држи внимание. Све е скролање на брзина, све е 2-3 секунди и ако издвоите, да речам, еве овие не знам колку ќе трае видео, ако го издвоите убаво и го изгледате, стварно ќе ви бидам благодарен. Јадењето е готово, значи малку каснам денес и со јадење. Ова ми е трет оброк, треба да имам уште еден. Така да и е на најава, еве веќе второ видео, ама се одлучив на секој нови 100 претплатници или ти сабскрајбери ќе оделувам бесплатно онлайн менторство од 1 месец. Ќе ви објаснам како да речем ќе бидат правилата за учество, така да сите што сте заинтересирани или па знаете другари, другарки, пријатели, роднини на кои што можам некако да им помогнам или пак на вас, обратете им се, нека се претплатат на каналот,
така да стигнем прво до 100 претплатници и ќе имате можност да учествувате и да освоите еден месец бесплатно онлайн менторство. Ви благодарам уште еднаш што останавте до крајот на видеото. Имајте убав ден, убава вечер и се гледаме во наредно видео.